Од новата учебна година ќе се менува начинот на работа во Основното општинско училиште Гоце Делчев во Штип. Во рамки на процесот на оптимизација на образованието, информираат надлежните. Причината за промените е намалениот број ученици и потребата за подобро искористување на образовните ресурси. Учениците од прво и шесто одделение ќе продолжат во други училишта по свој избор, а во наредните години постепено ќе се заокружи наставниот процес во оваа зграда. Објектот потоа ќе биде пренаменет за Универзитетот Гоце Делчев, каде е предвидена и поликлиника и наставни простории. Оваа стратегија и план не предвидува затварање на оваа образовна институција, туку реорганизирање на образовниот процес во рамки на оваа образовна институција и ова училиште. Исто така, оваа стратегија не предвидува технолошки вишок и прогласување на технолошки вишок на веќе постоечките вработени лица во рамки на образовниот процес, туку нивно искористување, односно превземање во останатите образовни институции и во останатите училишта на еден среден рок од 5 години. Дополнително, она кое што е наша стратегија е да се развива самиот образовен процес и да се спречи понатамошната сегрегација која ни се случува со постоечкиот концепт на основно образование. Министерката за образование и наука Весна Јаневска рече дека ова е дел од 5-годишниот план за уредување на образованието во Штип. Таа нагласи дека објектот на Гоце Делчев ќе остане во образованието и ќе биде во функција на универзитетот, со гаранција дека нема да се менува неговата намена во таа насока. Децата ќе си продолжат така како што сакаат, во кое училиште ќе одберат да учат, таму и ќе учат. Во овој 5-годишен план во Штип се предвидени околу 80 пензионирања, што значи наставниците и од ова училиште и од другите училишта ќе си го добиваат своето место соодветно на пензионирањата и доколку и во иднина бројот на ученици се намалува. Оваа училишна зграда на училиштето Гоце Делчев повторно ќе биде употребена во образовниот процес. Деталите за тоа ќе ги соопшти ректорот на универзитетот, но овие дечиња кои сега ќе учат во сите училишта во Штип ќе имаат можност во истата зграда да продолжат на високо образование, бидејќи таа зграда ќе оставиме во процесот на образование, односно ќе припадне на универзитетот во Штип, каде што дел од овие деца секако ќе продолжат да учат. Ректорот на Универзитетот Гоце Делчев Дејан Мираковски посочи дека на универзитетот му е потребен дополнителен простор за настава и наука. Тој додаде дека во дел од објектот е планирана поликлиника за практична работа на студентите, а останатиот дел за лаборатории и наставни простории. Нашите планови, секако развојни планови, налагаат дополнителен простор. Идејата е тие простори да ни ја подобрат инфраструктурата и за настава, но за наука, но и за сервис кон граѓаните. Нашиот универзитет, колку што знаете, има одредени струки, например, стоматологија, е дел од факултетот за медицински науки, на кој што е планирано да се направи поликлиника, која што би била специјално дизајнирана за да можат студентите да остваруваат практична работа, но истовремено и да даваат услуги кон ранливите и социјалните категории на граѓани. Идејата е, бидејќи се работи за објект кој што може тоа да го поднесе, да еден дел од објектот биде пренаменет за таа намена, а другите објекти соодветно како ќе се одвива процесот на менување на структурата, другиот дел од објектот да биде наменет за лаборатории, наставни простории и така натаму. Планот, како што нагласи министерката Јаневска, е добар, подвлечувајќи дека е водено сметка за се што треба и дека ништо не е пропуштено. Јасно кажа дека нема да има губење на работните места, а децата ќе продолжат во поквалитетно образование, потенцирајќи дека нема причина за загриженост и паника.